На почетокот беше зборот, најверојатно за човекот да може да го искаже восхитот кон природата, да го воспее погледот низ зборот, погледот во кој секојдневно си игра светлината со животот. Многу години од почетокот човекот го измислил фотоапаратот, за да може низ сликата да зборува, но копнежот по светлината никогаш не застанал. Тој копнеш дипли нови утра секојдневно и покажува кон утре. Боро Рудич низ заробениот миг во фотографијата и се поклонува на светлината, за него светителка. Копнеш по светлина, сте ја нарекле изложбата, но на овие фотографии не е копнежот по светлината како природна појава, како природен феномен, да кажеме. Не нурнуваат овие фотографии покопнеш по некоја подлабока сушност, светлина. Што бараат од фотографот овие фотографии? Или што бара фотографот на местата каде што се направени овие фотографии? Копнеш по светлина за мене во преносен смисла, значи копнеш кон нешто подобро. Значи нешто кон кое тежнееме сите како поединци, како луѓе, како општество. Значи, некогаш го наоѓаме тоа, некогаш не успеваме да го најдеме. Во секој случај, стално сме во таа потрага и тоа е оно нешто што го движи во човештво кон напред. И овој проект, уствари, Копнеш по светлина, е уствари настанат као синергија на три различни медии, значи визуелен, аудиовизуелен запис, потоа имаме фотомонографија и нормално изложба на фотографии. Мислим, едноставно овие фотографии, што, мислим, тоа е нешто што веројатно во мене беше, што лежи во мене, значи генерално како автор. Кога се правеше проект овој, кога концерт го правиш, направив на оваа изложба, уопште на цел овој проект, и кога почна да ги гледам тие фотографии што ги имам, морав да приказка беше таа, значи, да гледав дека тоа искача само од себе, значи тие фотографии се тука, значи беа направени у компјутер, снимени, ништо посебно не снимав ја екстра, значи едноставно тоа изникна и се создаде, значи нешто што е лично, што нешто што е во вас, мислим, односно као мене како фотограф, едноставно само исплива и се неки начин се артикулира кроз цел овај проект. Всушност това е, да кажеме, нашето секојдневие. Нашето секојдневие копне е по светлина. Па наше секојдневие доста копне е по светлина, значи така да сметам дека усвари сите ние го бараме таа светлина е бараме, значи тоа нешто што е фигуративно светлина, сите го бараме. Значи некош тоа е тоа, значи некогаш стварно и може најдеме секогаш најдеме тој некој зрак на светлина. Не може тоа да нема тоа, значи меѓутоа секогаш има нешто друго, значи кое не движи, задвижува понатака, така да јас посакувам нормално сите да најдеме таа наша светлина. Всушност се разгранува овој наслов на изложбава низ многу асоциации. Ете да кажеме, копнеш по светлина. Во вашето творештво, Боро, всушност вие секогаш си играте со темното и светлото. Дали станува збор за фотографии во боја или црно-бела фотографија, вие секогаш гледате вистинскиот контраст да го направите помеѓу темното и светлото? Тоа е некоја естетика, веројатно, која носам во себе, значи така да сакам таа динамика, сакам тој распон, значи помеѓу светло и помеѓу темно. Така да во црно-бела фотографија нервно тоа е многу полесно се направи, буквално имаме само црно-бело и сиви тонови помеѓу. У колори малце тоа потешко. Така да не знам, мислам, тоа си го носите во себе, значи неки пута, значи тоа искача, едноставно кажем, значи тешко да се никад не ради човек свесно некои работи, мислам. Поготово ако сака тоа да го направи искрено, мислам, ако вие се криете поради нешто форма, поради форма некој да правите нешто, тоа увек некој си, како да кажем, тоа не сте вие, едноставно, тоа некој си омаж, пример некој друг фотограф кој имаше нешто направено слично, така да јас секогаш викам и на помлади автори, и на помлади фотографи, слика е оно што чувствуваш. Значи, само
така може да искочи нешто од тебе, оно што е вредно, мислим, фотографски. Една фотографија нека искочи една фотографија, ама ти си тука со потписи, со прсти, со како сакаш, мислим, твоја душа, свој отисак и на неац, комплетно. Всушност, го водите, да кажеме, гледачот низ некои простори желни за светлина, со фотографија. Но отворате и една сосема нова приказна. Дозволувате професорот Ферид Мухич да го води читателот, да кажеме, во монографијата низ овие црно-бели фотографии. Па така, кога као идеја се уобичи, значи као концепт ми бараше, значи чувствов дека бара наратор, дека бара некој кој ќе води приказка, некој кој едноставно ќе прати идеја. Знаете, стално викав дека визуелно е визуелно, значи фотографија е визуелна уметност, меѓутоа текстот и нарација се нешто што е по мене мислим многу појако и кое може човек да го одведе во сасвим друга насока на мислување уделна секунда. И тоа беше уствари опасност кога се прават, например, такви, тоа е опасност, значи кога се прават ваки, кога се сплотуваат два медија, значи кога сакаме да имаме една приказка со слика и зборови, али не во филмском смислу, значи да веќе во смисол дека неком филозофском смислу, значи во некој филозофска смисла. Ферид е генија по мене, значи едноставно мислам, тој е човек кој кога се седнавме, кога направивме муабет, мислим ме сфати во 5 минути што сакам, само да се каже. Дали и он е компатибилни, дали као особи, као личности, дали мислим останал Ферид као Ферид. И он тоа го састави релативно многу бргу и го направи тоа на маестрален начин. Значи, ние имаме аудио, видео, визуален запис што е де директно и тој е значи наратор во приказка, во видеото. Де он ствари, јас само викам, тој е уствари филозофско-поетски текст, неговиот филозофско-поетски текст, мислим да тој го беседи, ја кажам, значи не беседи, тој пее, значи така кога слушате, значи кога гледате таа слика, значи тече тако, значи текст и сама фотографија се движат паралелно, значи ја само кажам како два брана еден на друг, мислим никаде ни еден момент еден бран да искочи горе, ни тој бран да падне доле, значи едноставно тече една фина приказка, една фина приказка тече, значи не се наметнува ни едно ни друго, мислим и носи нас кон таа заедничка цел, значи на тие задни моменти од таа меланхолија, од овој простор, некој где нам нешто фали, значи води во неки простори кои се позитивни, кои се преку фотографија нормално прикажани, преку текст назначени, преку музика нормално исто назначено и води нас кон тоа нешто подобро. Нема ту конкретно решение, значи тоа нема конкретен одговор, мислим, на цела приказка, меѓутоа ни дава можност да ја наслутиме дека има подобро, значи да едноставно знаеме дека има нешто подобро, па ајде да го побараме, али кај мене, значи кај вас, кај некој друг, значи секој тоа е индивидуално, мислам, кај секој индивидуално. Изложбата Копнеш по светлина на Боро Рудич е во Ману и ќе трае до 19 овој месец.